Добро вечер, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина. Јас сум Ивана Стојановска и во оваа дебатна емисија вечерва за сите актуелни теми од земјава, но и од регионот и пошироко ќе разговарам со моите двајца гости. Велам добро вечер за господинот Виктор Грозданов. Добро вечер и на вас, ви благодарам на поканата. И господинот Срđan Ивановиќ, добро вечер и за вас. Добро вечер, исто така се заблагодарувам на оваа покана. Така, има многу што да се разговара и околу геополитичките случувања и околу актуелните теми кои што се внатре во државата, меѓутоа еве ајде да започнеме со она што е битно, можеби е поблиско до нашиве граѓани, односно еве денеска стигна една информација од Брисел, односно дека идејата за членство во Европската унија без право на глас, која што беше нели објавена и кај нас, односно беше слушната од премиерот Христијан Мицкоски, не добива поддршка од клучните земји членки на Унијата. Амбасадорите на земјите членки го отфрлиле ваквиот предлог на фон дер Лајен за така наречено обратно проширување, па моето прашање од тука е дали паѓа во вода идејата за членство на Македонија во 2027 година, со тоа што нели е официјално отфрлена оваа идеја и што понатаму. Ќе започнам со вас, господин Ивановиќ. Идејата дали отпаѓа, па мислам дека не ни постоела искрена идеја Македонија до 2027 да стане членка на Европската унија, ниту пак некој сериозен план. Може би имало некои желби, но тоа се нели работи на премиерот и на владата. Денеска ќе се надоврзам, имавме изјава од оној Вајц, известувачот за Македонија, кој кажа дека без уставни измени Македонија не може да добие покана за членство во Унијата или па за организирање на оној прв состанок меѓувладин, какви да е процедурата, така да Втора меѓувладина седница. Втора меѓувладина седница, да, така да нема тука ништо ново. Македонија нема да влезе во Европската унија во догледно време, додека или не се смени нешто сериозно таму, или пак ние не го смениме ставот, нели да го промениме уставот и да ги внесеме бугарите во уставот, што ова второ, јас искрено мислам дека нема да се случи, барем нема да се случи многу брзо. Знаеме како дојдо ние други измени, кога го менувавме името, прво требаше да се случи една шарена револуција, па нели да падне и државата и владата на колена, па да дојде друга власт, па низ едни мачни преговори, низ еден многу мачен дел од историјата. И во овој случај ќе биде така? Велите не во догледно време? Па не, мислам дека нема да биде така и дека сега работите се многу поинакви и дека не само во Македонија, туку и во обкружувањето се многу поинакви и дека за такво нешто се многу мали шансите. Да дојде, иако нормално некој ако запне можеби и ќе успее, но мислам дека ништо тоа нема да се случи и дека ние нема да го смениме. Значи долго ќе останеме во оваа статусна ситуација? Па ние сме во оваа статусна ситуација од кога сум ја, не знам, пред да тргнам во средно училиште. Тоа се многу години. Многу така да, еве јас се навикнав, еве вие помладите. Ќе се навикнати и помладиве генерации. Да, не, ништо спектакуларно не е. Така, добро, господине Грозданов, еве вашиот соговорник вели дека таквата идеја можеби воопшто не постоела, се согласувате ли вие со тоа и што понатаму доколку еве отпаѓа оваа можност за некаква постепена интеграција, а консензус околу понатамошниот европски пат на државата очигледно нема? Па кои се следниве чекори според вас и еве обврската дека уставните измени остануваат и дека тие се непроменливи, порака која што јасно ја упати известувачот Томас Вајц? Апсолутно се согласувам со мојот соговорник. Значи, Европската унија воопшто не е искрена со Македонија, нити па има намера да биде искрена во нареден период. Европската унија ни промовира соодветни тематики кои што немаат никаква допирна точка со нашата култура и со нашата традиција. Европската унија интересира дали ние ќе ги заштитиме домашните животни, дали ќе ги заштитиме уличните животни, а, например, не кажува, да речеме, бидејќи цело време ни промовира екологија, да рече, еве, ќе ви даеме 2 милиарди евра годишно за развој на земјоделието. Така, веројатно постојат и такви програми. Кај нив не постојат во нивните глави такви програми. Она што е најтрагично е дека кај нив постојат програми кои што сакаат она што кај нив се случува како проблем, тоа се нивните избеглици кои што они ги
смета за жртви, да ни ги донесат на нас овде во Македонија. Не само во Македонија, туку да ни ги донесат во Балканот, и јас мислам дека Македонија мора да се сврти да го гледа континуирано што зборат пратениците од Полска, од Чешка и од Словачка, кои што викаат ние не примаме нешто што не е природно за нашите држави, и заради тоа ние нема да имаме силувани жени, криминал, нема да имаме убиства и така натаму и така натаму. Јас пред емисијава зборевме, бев во Хамбург, тоа е втор поголемина град во Германија. Тоа што го видов тамо, ние не сме навикнати на таква ситуација. Тоа е една, зборам за тие што се избеглици, значи не оние кои што се од Африка, зборам во долниот дел, да не изгледам расистички, не зборам за црните луѓе, тие се многу повоспитани. За овие што се арапи, тие немаат допирна точка со ништо што е европско. Меѓутоа, она што Полска им го кажува, а тоа треба го прифатиме ние како сите како словенски народи и не словенските народи на Балканот, дека вие ги крадевте 500 години, сега вие да си ги чувате. Немој на нас да не ги спраќате. Не ги сакаме едноставно тука. Добро, тоа во поглед на мигрантите и она што беше актуелна тема во изминатиот период. Тоа е нивната идеологија. Дека Европската унија не е потребна на Македонија, бидејќи сега видите неферодност кон Европската унија е потребна на Македонија. Меѓутоа Македонија не е потребна на Европската унија. Они нас не гледаат како отпушок од цигара. Како да објаснам се, најбезобразен да бидам. Ко да не постоиме за нив. Они нас не сметаат само за некаков транзит од тука и евентуално као територија која што утре ќе ја населат со нивните непотребни имигранти. Значи, она што го зборат, што беше нагласено, дали власта прифатила или не прифатила, тоа нема да навлегувам во тој дел, меѓутоа британците јасно кажуваат дека они сакаат, они имаат идеја да не ги донесат овде. Добро, тоа не е Европска унија, Британија. Сега мора малку да направиме разлика. Тоа за мене е исто. Мислам, Велика Британија се откаже од нив, дали тоа ќе биде и Германија, и Франција, и Португалија, и Шпанија, и така натаму, значи тоа. За мене е комплетно исто. Еве, нека кажат, иако Велика Британија се одлучи да ја финансира Македонија, тоа е некаков исчекор, кажете ми што направила Франција да, пример, да ја финансира Македонија. Франција не стави вето, ако не се лажам, пред неколку години. И сега, цело време Токму се една од државите кои што се против и ваквата постепена интеграција. И цело време не убедуваат, направите ги уставните измени. Јас се јавно кажем на Канал 5, кога јас се дружев со бугарите во Македонија, мене ме правеа дека не сум токму со паметот. Сега сите тие кои што ми кажуваат дека со тие што сум се дружел, кои што се многу пореални кажуваат нема потреба да се надпреваруваме во историјата, да се надпреваруваме за идентитетите, тие истите луѓе, зборам за нормалните од нив, кажуваат дека треба да збориме економија, а оние кои што мене ме правеа таков каков што сум, како што они сака да ме видат каков што сум, сега они ни викаат, мора да ги вметнете бугарите. Бугари во Македонија има помеѓу 3 и 3,5 илјади луѓе. Да, имаме граѓани со пасоши кои што се економски бугари, односно за да може да идат да работат во Европската унија. Еве последниот пример вие со шоферите. Тие што имаат бугарски пасоши, одат да возат, тие што имаат македонски пасоши не можат да возат. А тука станува збор за... А што е најтрагично, што никој не кажува во Македонија,
дека нашите транспортни фирми лажираат CMR-и на граници за да можат полесно да поминат. И затоа Европската унија го гледа тоа и тука сме кај што сме. Ја не би нагласил превозниците, не ја разбирам таа тема, но мора да се нагласи дека, еве, јас лично, а предпоставам ни мојот соговорник, нема ништо против македонските државјани со бугарска самосвест и дека сосема некоја друга конотација и би навивал тие да бидат дел од уставот. Ова пречи бидејќи е по диктат. Така, меѓутоа да се има гаранции дека нема да има Нема ти ги дае никој тие гаранции, бидејќи тоа е невозможно да ги даа. Сега ќе ви така, каже меѓутоа доколку го смениме уставот, што ни дава за Ама нема гаранции дека Франција дека ќе нема. продолжиме со патот на Европската унија или нема, знаете пак како ќе е тоа? останеме на Вие може Бугарија да даде гаранции и навистина да не направи никаков Но може некоја проблем. друга земја. Франција ќе го направи. Ние го сменивме името, се договоривме со Грција и немаше ни една недела потоа како Франција ни удри вето за почеток на преговорите под изговор дека Албанија не ги завршила работите, а тие двете земји некако не можат да бидат одделени на својот европски пат, па после испадна Албанија може волшебно да биде одделена од Македонија. Значи, на лицемеријата му нема крај. Мислам дека ние треба да престанеме таа игра, не да играме вечно, но да бидеме малку попаметни од целата ситуација и да Ако се согласуваш, господин Ивановиќ, не за џабе македонците испеале песна Европа Вавилонска. Добро. Да, не Да. навредуваме телевизијата. велите да бидат македонците попаметни. Што според вас треба да преземе државата ако останува статус кво ситуацијата, уставните измени како што велите во догледно време според вас нема да се случат? Ние мора да имаме консензус натрешен, тоа сме го кажал еднаш, значи ние конечно дома Добро, да се меѓутоа ни договориме. до тоа не сме близу. Ма никогаш нема да бидеме близу веројатно, но ние дома да се договориме што сакаме и под кои услови тоа го сакаме, и тогаш нема проблем. Тогаш е многу лесно. Што и да ви дојде од онвар, вие ќе кажете, извинуваме, ние имаме консензус тука, сите партии се договориле, го потпишале ова, ние сакаме да одиме во ЕУ, но под вакви и вакви услови или не под Нема да такви и излегуваме такви од услови. таа рамка. И точка, и тоа е многу лесно и тогаш сте паметни како исландјани, тогаш сте паметни како некои други земји кои тоа многу на повешт начин го направи, како Норвешка, да кажеме, која не е членка на Европската унија, но има одреден степен на соработки, тоа во своја корист. Инаку намерно не ја симнав јакната, бидејќи ова е норвешка јакна. Норвешко сценарио. Норвешко сценарио. Видете, ако сакате да разговарате за Европска унија, мене најмногу ме разочаруваат луѓе кои што работат во медиумите и кои што се представуваат за аналитичари, како не разбираат дека еден од првите протоколи е интелектуална собственост. И сега вака, јас имам српска крв у мене. Господинот Ивановиќ исто. Не може 17 спортски канали да влезат во Македонија и сите да коментираат на српски јазик, а нас не обучува дека тоа мора да биде на македонски јазик. И сега кај е убавината на Македонија? Можете после тоа да коментирате на албански, да вклучите радија, па имате, сме ги заштити колку сме можеле, ние ги почитуваме евреите не почитуваат нас. Па имате ромски, имаме пратеници, подпредседатели на влади, градоначалници, турци, срби, па имаме хрвати, имаме црногорци и така. Значи, бугари. Значи, ние можеме да правиме што сакаме во оваа држава. И тоа никој не го почитува и никој не го разгледал како можност. Пример за тоа како треба тоа да изгледа. Нели? Ние сме да не посочуваат како пример за соживот. Па да. Во повеќе прилики. Сега токму тоа да ни се земе зошто не се зошто не се македонците дел од бугарскиот устав, и знаете кој одговорат? Ама нивниот устав знаете не е граѓански. Да. Имаат поинаков устав. Што тоа мене ме интересира? Направете, сменете го уставот и вие ќе смениме и ние. Патем, да се вратиме наназад во годините. Крсте Црвенковски во собранието на Македонија, тоаш Социјалистичка република, кажува кај ви се 168.000 македонци. И сега бугарите викаат, не е така. Се извинувам, мојот дедо, на татко ми татко. Но ги има на попис тие 47. Од 41 до 44 кмет во Мелник во
фашистичка Бугарија. Избегал со шумкарите на Бугарија, кои што ги признаале македонците. И он, кога умираш, ми вика, да знаеш, во Мелник живеат македонци, не живеат бугари. Така. Са вака директно. И са, ајде, се развиле многу посериозно од нас. Нивната геостратешка позиција е многу посериозна од нас. А не можеш са еднаш со... Да, многу е асиметрично да се преговара Да. со нив во моментов. Тие излегуваат Значи, на Црно море и секој се оправа. И за на бугарите само треба вака да им кажеш. Абе, Македонија е како девојка. Србите се 10 пати попаметни од вас, секојаш ни викат најубави сте, најдраги сте ни, а вие викате, ај дојди вамо. Не може така. Македонецот не дава. Што би се рекло по македонски, и наетот е посладок од медот. Така. Ајде, освен... Да, се извинувам сега. Освен условот за уставните измени, кој што еве уште еднашка беше повторен од известувачот Вајц, како услов остануваат и оние реформски закони, односно реформската агенда која што треба да се спроведе. Меѓутоа, дури повеќето закони од реформската агенда треба да се спроведат до јуни. Реформите за измените во изборниот законник не се уште ни започнати. Не е формирана работната група во правосудството. Скоро ништо не е донесено. Еве вака да... Дури... Ај прво од медиумите да почнем. На канал 5... Може ли да се забрза некако таа реформска агенда и што доколку биде целосно заокружена? Ќе има ли тогаш некаков напредок? Еве за канал 5. Нема аналитичар кој што не му влегува у главата дека на канал 5 треба му се дадат дополнителни програмски сервиси. Еден медиумски аналитичар не разбира што е комплементарен канал на канал 5, а што е независна новинска агенција, како што е Нетпрес, која што ги дистрибуира своите содржини преку протокол интернет. Интернетот не ни официјално не ни е влезен како пренос на сигнал. Да, нема закон. И са тие, тоа е многу лесно, тоа за 30 часа се решава. Излегува нашиот министер, секоја чест. Вика, ќе траат бавно реформите, ќе разговараме со сите. Министре, за 30 часа, јас ќе ти создадам група... Сметате дека намерно не се... Не, од незнаење, не сакаат да прашуваат. Значи, и се плашат, и јас го тврдам ова. Во Македонија, луѓето мразат паметни луѓе. Јас во 2003 година бев на обука за дека новинарското дело е авторско дело. Благодарение на уредникот на Нетпрес, конечно го ставија во закон. Не разбираат што ставија во закон. Не е тоа дали е ВМРО или СДС или ДУИ или било кој. Не разбираат, он не сака да разговара со тебе. На министерот за култура му викам, те замолам, дај ќе ти ги дам, имам државотворничка одговорност да ти ги кажам сите работи што сум ги научил. Еве на министерот за информатичко општество, како се вика, Стефан Доновски, не знам точно министерство како се вика. Дај, еве ја нема да присуствувам. Ќе ти ги викнам луѓето кои што уште разбираат. Затоа што во оваа држава еден сериозен аналитичар ми вика, срамота е во Македонија да си ти најмладиот аналитичар за медиумска регулатива. А ја имам 50 години. Срамота е, и сериозна е срамота. Ја затоа се младо лику изгледаш. Не, добро, фала. И затоа се сконцентрирав на сосема во друга релација. Во другата релација им викаш, абе луѓе, дајте има образовен систем, дајте да нека зборат научниците, нека нас зборат. Ајде да не употребувам шалова изразки. Околу реформите Иванови, ќе можат ли да се забрзаат, ќе се реши ли доколку еве ги спроведеме сите тие реформи, па ќе имаме ли некои исчекори? Ќе може ли тоа да биде некаков ветер во 2003-2004 година Радмила Шекеринска беше заменик премиер посветена на евроинтегративните прашања. Подпредседател на влада за европски прашања. Така и таа формираше некаков секретаријат за европска интеграција. Европска интеграција, која што требаше да ја реформира, да го реформира македонското законодавство. И има они некои така за година две вика ние треба тука серија на
на закони, нели, да ова па донесува она правило со европско знаменце, нели, да се менуваат закони. Се колку години поминува тоа? Значи 20 и кусур години поминува тоа. Ние уште зборуваме може ли тоа да се забрза? А ако не се лажам, претходната влада на Дуина СДСМ носеше закони кои врска немаат со Европската унија, со европско знаменце. Да, така да мислам дека таа добра идеја, или некојаш која се чинила како добра идеја, е толку многу изманипулирана и толку е многу злоупотребена, да веќе ја не знам ние што треба да реформираме. Ја мислам дека поминале 20 години, претпоставам дека бројни закони се веќе сменети таму во Брисел, па ние сега треба одново да ги реформираме и тоа што некојаш да ги согласуваме. Видете, пак се вратиме на она претходното прашање, се е тоа помалце битно. Романија и Бугарија, нивното искуство не видело дека тоа е се помалце битно, побитна е геостратегијата, геополитиката, економските интереси и политичките интереси. Ако се навратиме еве сега на пример ова што сакаат Украина, нели, по некој брз пат да ја направат членка на Европската унија, се ви говори дека до каде тоа може да иде, значи земја која апсолутно ја мислам дека не исполнува ни еден услов не исполнува, но е на добар пат да стане членка на Европската унија, а ние кои можеби има бројни проблеми, не викам ја не, можеби еве медиумите, можеби не знам, сигурно има многу работи кои не се опфатени како што треба, но има многу работи што се опфатени како што треба. Ја мислам дека од бројни членки на Европската унија ние имаме поусогласено законодавство. Мислам дека бројни членки, постари членки, дека не брзаат така многу да го согласат своето законодавство со европското, бидејќи тоа ви го овозможува ако сте членка на Европската унија. Добра. Јас, кога сме кај правосудството... Да, токму тоа ми беше и следното прашање. Клучни се реформите во правосудството, владењето на правото. Денес... Ајде, поведете. Као поранешен вработен во Канал 5, јавно ја повикувам господјата Ленче Ристевска, како и да е, да дојде на дебата, исклучиво кај господинот Иван С. Мирчевски, од еден обичен аспект, кој што ми е голем другар, меѓутоа нема да ме штеди мене, ќе биде многу коректен и кон низ и кон мене, да поразговараме на темите за правосудството, бидејќи се однесува многу нежно во публиката, а јас нема да ги кажам сите дебати, ќе кажам 3. Дојде поразговараме за пропаганда на поранешното, на незината истражна постапка за поранешното раководство на ВМРО ДПМН. Дојде да поразговараме за твојата колешка од, како се вика, за организиран криминал за групата на Стефче Кимовски и дојде да поразговараме за лажната белешка од ДНБ за апсењето и на Томе Кежаровски, односно претходно за Томе Кежаровски, а со лажната белешка на АНБ за апсењето на Орце Камчев. Другите 14 ќе ги оставам со Мирчевски да ги разговараме. Еве, ако има храброст, јас ќе бидам джентлмен. Немам ништо лично против незе, ако има храброст, дојди, нека бира студио. Сака посветло, вака, сака упонтемно студио. Ја исконтактираме, се надевам доколку прифатите ќе ги соочите вашите ставови и аргументи со оваа ваша понуда која што еве јавно ја упативте. Еве токму Ленче Ристовска беше една во трката за нов јавен обвинител. Јас апсолутно го поддржувам премиерот во Македонија. Да, токму тоа ми беше прашањето, таа веројатно веќе испадната од игра. Што е одби. И има да го објаснам за тоа. Затоа што ќе поставам прашање за Смилковско езеро, ќе нема да знае каде да го фати патот. Кој ќе објаснам, замислете се ја да станам министер и да го земам господинот Ивановиќ и вас да ве земам за советници и наедно си делиме по 3000 евра месечно. Па, ја мислам би сакал тоа да се случи. Не, тоа е супер вака за нас приватно, меѓутоа нас ќе ни споапса, така? Ама не и за не. Мене сигурно, да. Па да поразговараме за Мустафа Харулахи, па за Јовче Цветковски, па да поразговараме за Трансмет, како 1100 луѓе не оставија на улици, да немаме леп да јадеме, за нивното правосудство, па како незините колеги, бидејќи она ништо не знае, како незините колеги
во случајот со Трансмет, од делот обвинетите, замислете во пресудата, ја местат судиката Лидија Зимбовска и каде што жената вика еден од обвинетите е спротивно на законот обвинет. Никому ништо за обвинителите. Тоа и се другари на нејзе. Така, добро, ајде Ивано веќе И кажав дел од овакво, и да знаете, за мене е пораз да го донесете Артан Груби тука во Македонија. после 14 месеци бегство. Не е пораз за владата. Владата најверојатно се има договорено. Затоа што овој најверојатно сега ќе почнеме Травијата, Есмералда, има да се пее тука 300 глупости. Имате информации кои што го потврдуваат? Не, немам ништо против господинот Груби. Но ме интересира. Околу тоа што верите дека било договорено. Ме интересира како господјата Лиле Стефановска заедно со ќерка и си ја пееле штедели за стан и со лажна изјава го стави Орце Камчев 8 месеци во притвор. Најбогатиот човек у Македонија. Сега ќе мора малце да ги отвориме картите и ако сакате да си веруваме. Јас познавам сериозни обвинители, познавам сериозни суди, познавам сериозни суди кои што стана адвокати, на кои што душата им ја вадеа заради приватни работи, да не ги именувам, и кои што се, мислам, доста честни во тој дел. Ваквите како Ленче Ристоска. Ќе разговараме кај Иван Сот со точка Мричевски. Добро, се Се надеваме. извинувам со сета почит кон вас како домакинка и како водител и како новинари. Меѓутоа, токму во оваа куќа. Нека дојде. Добро, ќе ја поканиме, ќе видиме дали ќе ја прифати оваа јавно упатена покана до неа. Ивановиќ, ајде и вие околу реформите во правосудството, еве законот за јавно обвинителство кој што предвидува еве патеми построги критериуми за нов јавен обвинител, еве ќе влезем во собраниска процедура. Еве освен Ленче Ристевска, уште 4 луѓе се кандидирани за таа позиција. Сметате ли дека еве новиот јавен обвинител кој да биде избран ќе ги помрадне работите од мртва точка, па ќе се случи нешто драстично, некоја промена во правосудството и ќе тргнеме на подобро? Преправам дека ги разбирам тие работи, ја навистина не се разбирам од правосудниот систем. Ова е најдобриот одговор. Како обвинителството треба да функционира. И ја исто, мислам, се придржувам на тоа, ма само една работа ќе издвојам што многу ми беше смешна на времето кога беше на судење за она громозорно убиство на Вања, на малечкото девојче, кој ги судеа и која беше нели еден од обвинетите беше и таткото на девојчето. Не беа најдени докази за него, човекот токопа во притвор. И на ослободителна пресуда една од обвинителките стани и вика ама да остане во притвор, за да другата обвинителка стани и каже амо не може да остане во притвор бидејќи е слободен човек. Тоа говори дека не баш најобразовани, најпаметни луѓе се вработени во тоа обвинителство и дека не баш ја знаат материјата, значи ако јас вака кадри сметате дека не може да има некакво подобрување во оваа сфера во правосудството? Па нема, чим ја кој сум правен аналфабет, се мора тоа да ви го кажам. Знам дека ако има некоја ослободителна пресуда, дека тој е слободен човек и може слободно да излезе и дека не може да биде во и не може да му се изрече мерка притвор на ослободен човек, нели, од кој ќе заврши судењето. Помислам дека една обвинителка тоа треба да го знае. Сега да не генерализираме премногу, веројатно има и таму и одлични луѓе кои ја знаат материјата и се добри професионалци, но голем број на случаи кажуваат дека и не баш сите таму се онака заслужуваат да бидат обвинители. А пак ќе повторам дека јас не сум човек кој е најдобро да се праша за овие работи. Јас би сакал вака да ви кажам. Во мојата зграда живеат две господи кои се во поодминати години. Едната е тетка Кача, другата е тетка Елка, кои што се биле во висшето јавно обвинителство. И кога јас ќе ги споменам имињата во соодветни правосудни кругови, се уште им се тресат нозете. Тоа биле обвинители пар екселанс. Тие во животот никогаш не се однесувале бахато, никогаш не се однесувале
ненормално. Добро, што не спречува и денеска да имаме такви обвинители? Јас мислам дека треба да се вратиме на тие. Па добро, имаше не да ги ангажираме овие две господи кои што се Сваровско правосудство имавме, тоа веројатно таму си влече корени. Измислија тоа и така натаму, од една реченица измислија Па три добро, глупости. ама тоа никогаш не било Меѓутоа, некоја независна јас институција. Вака кажувам. На што личи вие на соодветен човек да му донесете пресуда и да му кажете повеќе среќа на апелација. Добро. И сега на истата судика и се случува братот да е вмешан во случајот Пулс. За разлика од нејзе, овој што го кажувам осудениот, го знам повеќе од родениот ми татко. Ја не сум дзевер како нејзе да пресудувам за незиниот брат. Но во делот на обвинителството гледам едно сериозно непознавање. Тамо е исклучена една институција со лиценца од државата и никој не им каже на родителите дека тие се клучните играчи, дека не може да има дискотека таму. Тоа е првата работа. Втората работа, ги повикувам сите обвинети да престанат да употребуваат дека родителите се виновни за тоа што нивните малолетни деца биле во дискотеката. Јас се извинувам, ама јас сум живеел во Карпаш 1, се знаеше, се идеше во огниште, се идеше во Копакабана кај мојот вујко Симеон Колев Монката, тоа е првата дискотека за јуниор, па се идеше у Мусандра, тамо не пушта Сури и Глауч стариот, кај Бобо, сега тие беа луѓето, на 14-15 години. Така, добро, И сега што са родителите се криви? Ние сме сакале да одиме. Значи тоа треба да го Тоа е малку покомплесно сега. Сме И- сакале да одиме. Во тоа време Така, никој не проверуваше колку години има за Не е да... важно, иста е ситуацијата, така? Еве ни се случи предмет во Швајцарија, така? Кај што загина наш човек, на кој што никој не му го спомнува името. И јас ви гарантирам дека ниеден правосуден орган од Македонија не бара обештетување за фамилијата на професорот кој што погина во Нови Сад, кој што иначе е сопруг на моја драга комшика и така натаму сме израснале заедно. Да, и Никој не го перспектива спомна, е името научно. не му го кажуваат. И сега ние збориме за правосудство. И се тоа револтира. Знаеш, еден ке почне, како викаат, ние инженерите, знаете како викаме? 1 плюс 1 еднакво на 2. А 1 и 1 се 11. И кој ќе почнеш на уште да му кажеш, дали така одат тие математики. Правосудството, ако сакат, прво треба да се стабилизираат сами меѓу себе. Да седнат и да се погледнат во огледало, кој што сум се погледнал ја во огледало, кај што викам, да, сум го напуштил Канал 5, меѓутоа не сум сакал да им наштетам ниту на вработени, ниту на собственикот. Но сум се погледнал во огледало. Така, секој да тргне од самиот себе. Јас тргнувам од мене. Значи, јас мислам дека така треба да гледат и обвинители, и суди, и адвокати. Да ви кажам нешто. Да сум адвокат. Ова најсериозно ви го кажам. Господ, јас, вие двајца и гледачите на Канал 5. Ако не ми е некој братучет, нешто од обвинетите, не го бранам, па што сака нека биде. За случајот Пулс, зборам за Кочан. Душата не ми дава. Мене ми е жал, не сум како овие Така адвокати. зборите за адвокатите, така. Видите, јас ги разбирам нив. Меѓутоа, ја не би го правил тоа.